Се запознавме прво со iX уште лани во ноември, но тогаш ни беа сервирани само општи информации за него. Сега се знае дека ќе се нуди во две верзии со 326 и 523 конски сили кои ќе се пренесуваат на сите 4 тркала. Послабата има батерија од 71, а посилната од 105 киловат-часа, кои им обезбедуваат автономија од 425, односно 630 километри. И перформансите се во согласност со овие бројки, но доколку некому тоа му е малку, во блиска иднина ќе може да го добие iX во M верзија со 600 конски сили. Надворешноста му е модерна со благ агресивен впечаток, а внатрешноста привлечно минималистичка. Во неа се истакнуваат новиот iDrive систем, големиот закривен екран и 7-аголниот управувач за кој сигурни сме дека ќе им се допадне на фановите на марката. Она што нема многу да им се допадне се цените кои во Германија изнесуваат 77.300 евра за послабата и 98.000 евра за посилната верзија на iX. Нешто поприфатливи се судните што треба да се издвојат за електричниот седан на BMW, кој во зависност од верзијата чини 58.300, односно 69.900 евра. Но она што е значајно е дека поскапиот модел на i4 е првиот електричен автомобил што ја носи M значката. Неа ја оправдува со двата електромотора со вкупно 544 конски сили кои ги задвижуваат сите 4 тркала и тоа до 100 км на час за само 3,9 секунди. Максималната брзина му е ограничена на 225 км на час, а ако се вози умно, батериите од 80 кВт ќе му овозможат автономија од 510 км. Истите се вградуваат и во стандардната верзија на i4, која има еден електромотор со 340 коњи, погон на задните тркала и автономија од 590 км. Првите испораки и на двата електрични модела на BMW се планирани за ноември годинава.